ВМРО-ДПМН денеска оценува дека внесувањето знаме на туѓа држава во кабинетот на председателот на собранието е срамен и недостоен чин, а уште посрамно соопштуваат молчењето на лидерот на СДСМ Зоран Заев. За да нема вакви недостојни акти со кои се понижува државноста, ВМРО-ДПМН му ја понуди поддршката на Заев доколку ја одбие тиранската платформа и уцените на кои се согласи да ги реализира. Заев одлучи да застане на спротивната страна од сопствениот народ и држава. Се вели во денешното соопштение. ВМРО-ДПМН наведува дека со погазувањето на уставот, законите и деловникот при изборот на председател на собранието, погазена е демократијата и отворена е можност во иднина на незаконски начин да се гласа двојазичноста и сите елементи од тиранската платформа без да се почитува волјата на народот. СДС од гнев нарачува прогон на недолжни луѓе. Единствен грев на овие граѓани е тоа што си ја бранеа државата и националните интереси и се противеа на реализирањето на тиранската платформа. СДС е однародена партија која не го слуша гласот на народот, наведува ВМРО-ДПМН и наведува дека оваа партија треба да одговара кривично, морално и политички, но и пред судот на народот. Според ВМРО-ДПМН лидерот на СДСМ ги нарушил и односите со соседите и станува ризик по регионалната безбедност.